Tamo rano sunce izgreva, tamo sunce kasno zalogja, kaj što se naseha mirisa na Makedonija, kaj što se naseha mirisa na Makedonija. Tamo šara nebo iskina, tamo vardar zemlja miluva, belo tamo so pesna počuva, tamo je moja ta familija. Ej, što da kažem malko srce gradi kad mi raspukne, a što dođe zajdi za me, si te dobro znat koji sme. Ej, i da pejam malkove, srce veli doma vrati se, ima samo leza duša, doma je moja Makedonija. Tamo pazi što mi vetuvaš, tamo se koji na sekoj veluva, tamo zvore vreden kako grož. Ej, tamo nema čoveka grož, tamo zvore vreden kako grož. Ej, tamo nema čoveka grož, tamo ljubav skazna pišuva, Sopoli gradi srce dišuva, so solzima reka neće kuva, tamo pesna Boga lekuva. Nešto da kažem malkuje, srce gradi ke mi raspukne, a što dođe zajdi za me, si te dobro znat koji sme. Nej, i da pejam malkuje, srce veli doma vrati se, ima samo leza duševa, to je moja Makedonija. Samo mi oči da ja vidim bi znale, ej, koliko sakam doma da se vratam. Dedo, utrio je praznik, ne možem so tebe naliva. Znam, utrio ki odiš ne spolijete, a pa ko odiš. Ako sakaš da ne odam, ajo, ki odiš. Samo jaz odam se koji den, dedo. Drugite deca, ne gledaj ki drugite deca. Milosio, klekni. Stavi se ki racete nagradite i lafi kako što lafam jaz. Gospodi puno što go zapoveda dedo. Imaš
Имаше строг израз на лицето. Некаков жаровит поглед, наварекурал голем уган во неговите длабоки јави. Кажувај, викна. Дедо ми, баба ми, мајка ми, татко ми, сестрите ми се слепи. И кога сонцето свети, тие не гледат. И кога е дење, тие одат по темнина. Слепилото е некогаш од Бога, а нашето е од душманице. Јас нема да останам слепа. Јас ги учам, како што учеле сите учени луѓе. Колку и да ми е тешко, по снег, по дожд, јас ќе чекорам по тој светол пат. Амин. Колку време дедо ми е сокнувал таквата заклетва, што одеднаш истори во мојата глава, не знам. Тешко ми беше и потоа да го прашам. Дури сега знам зошто тој ме заколна. Тата Мисликова Руменова извадето од романот Милосија. Нова земја. Дали си подготвена, чедо? Ме прашува мојата мила баба, мојата мудра старица. Подготвена сум, бабо. Љубовитна и подготвена како никогаш досега. Подготвена да се випнам во височините на светот, но не во светот во кој животот се доживува како материјалистички надпревар, туку во светот во кој животот се доживува како духовна еволуција, во светот во кој животот е возбуда, авантура, а не само обсесивна потреба да стигнеме некаде, да постигнеме нешто, да успееме. Подготвена сум за светот во кој мојата светлина ќе растера нечија темнина. Мојата добрина ќе стопли нечие срце. Мојата љубов сите ќе не здружи во бескрајен танц на постоењето. И во тој танц ќе го разбркаме стравот кој не е фатил во својата мрежа, не ги вкочани рацете и срцата и не држи одделени еден од друг. Знам, нема да успееме сите, но затоа нема многу, нема милиони, а во еден зрак светлина, во секој од нас има многу повеќе од што мислиме ние. Но овој пат нема да победат оние со најбрзи нозе и најцврста рака, ниту најмудрите, ниту најхрабрите. Не, овој пат ќе победат оние со најчисто срце и најкротка душа. Таквите ќе се искачат на највисокот врв на мудроста и ќе разберат најголемата уметност на живеењето, да се живее едноставно. Е од тој свет грал на спознанието се гледа секоја вистина, а од таму можеш да ја разбереш молитвата на секој обесхрабрен. Можеш да го разбереш стравот на горделивиот, можеш да го разбереш страдањето на оној кој си ја згазнал душата. Таму нема осудување за никој, бидејќи од тоа место се гледат душите без нивните штитови. И сите со еден копнеш, слобода. Тие знаат, се што постои во слобода го дава својот најголем потенцијал. И во таа слобода човечкиот разум е најкреативен. Ке го тргнеме превезот на осаменоста. Ке исчезне лагата за господарството и човекот во се околу себе ке може да го виде својот одраз. Одраз од кој нема да се срами. Ке биде свесен за смислата на нашето присуство овде, нашето обединување. Обединување кое е наша природна состојба, но и обединување со нешто немирливо и неуништливо, кое го преминува називот и обликот, кој ни ја дават илузијата на разделеност и не носи до она единствена трансцендентна вистина дека се што постои го носи благословот на постоењето, во кое треба да заслужиме вечноста. Две солзи блиснаа во очите на старицата. Тој свет го носи во себе секој човек од своето раѓање, но беше затворено поклопецот на незнаењето. А гледам, вие сте го тргнале тој поклопец и сте отвориле вратата на вистината. Рече мојата мила баба, мојата мудра старица.
И така, почитувани мои, вратата на вистината е отворена и новиот свет е пред нас. Ние сме решени и подготвени, а ве повикуваме и вас. Еве од овде вечерва да го направиме првиот чекор. Нека започне патувањето. Ја повикувам децата да ви гледате на около. Почитувани советници при Советот на Општина Битола, представници од Општина Битола, почитувани директори на основните и средни училишта, директори и представници на јавни предпријатија и институции, приватни компании, здруженија, наши почитувани ученици, родители, колеги, гости. Добре дојдовте на оваа свеченост, која иако со одложен датум, денес се одржува со иста почит, љубов и одговорност во чест на нашиот патрон Ѓорги Суворов и секако во чест на нашето училиште. Денес преку еден символичен времеплов се навраќаме на историјата на местото кое нам ни е втор дом. Место кое прво било турска касарна, потоа касарна на ЈНА, за во 1971 година да се донесе одлука од тогашниот Совет на Општина Битола на тоа место да се изгради училишна зграда. И така, на ден Свети Никола, во 1974 година, основното училиште Ѓорги Субарев ги отвори своите врати за првите ученици. Половина век подоцна, стоиме гордо пред вас како современо училиште. Трикратен добитник на Едвиник награда за училишта, со бројни Еразмус плюс проекти, со меѓународна препознатливост со каква ретко кое училиште може да се похвали. Кога зборуваме за современо училиште, зборуваме за место што не е само простор за настава, туку безбедна и поддржувачка средина за секое дете, без разлика на неговото потекло, јазик и култура. Она што навистина не прави горди е нашата борба за вредности. Тоа се знаење, почитување, еднаквост и заедништво. Нашата заедница секојдневно се бори со тивки, но реални форми на маргинализација. Форми кои не доаѓаат од законите, туку од ставовите. И затоа, вако обединети, преку вакви настани, ја праќаме најсилната можна порака, дека во ова училиште секое дете е добредојдено, прифатено и вредно. Вечерва ги победуваме сите стереотипи и предрасуди. Вечерва докажуваме дека ги учиме нашите деца да ги надминат вечните дилеми со кои ние возрастните живееме. Ги учиме да се сакаат, да ја сакаат родината, да го љубат човечкиот род. Настанот денес е символ на напредок, на прифаќање и на тоа дека во ово училиште секој дете има свое место и секако своја иднина. Ви благодарам од срце и ве поканувам заедно да уживаме во она што со огромна посветеност и зачинето со многу љубов за нас го подготвија нашите наставници и ученици. Ви благодарам.
Sode
Гледа дека ќе градат училиште. Колку години? Ова место служеше за обука на војници. Секој камен овде ја носи тежината на времето. И сега училиште? Обука за војници и учење за деца. Едното ги подготвува за битка, а другото за живот. Може би ова место конечно ти добие некаква полза. Но зарем не ти е чудно? Толку генерации поминаа низ ова касарна. А сега, наместо војниците има ученици, што ќе читаат книги и ќе учат наука. Времената се менуваат. Пријателе, може би ова место е удобно од војник. Може би му треба нешто помирно. Građani na Bitovo, ovaj golem dен за нашиот дан. Одлучивме на местото на старата турска касарна ќе изградиме училиште. Битола расте, а Сонја мора да расте и знајде. Конечно, нашите деца имаат место каде што ќе учат, ќе се обуваат, ќе се создаваат институциите на етика доктори, инженери, уметници. Да не ги имаме доволно средства за ова голема инвестиција. Изградување на училиште не е мала работа. Ali, ќе се најдат. Нема поскапоцена инвестиција од образованието. Ќе го носи името на голем борец, револуционер и учител, Ѓорги Сугарев. Јас сум Ѓорги. Роден сум во Баир Мало, далечната 1897 година. Мојот татко Коте бил трговец, а мајка ми Домка била керка на битолскиот свештеник Тасе. Мојата мајка родила 11 деца, но ниту едно од нив не преживеало, па затоа, кога сум се родил, ме ставиле во нова некалисана тепсија и со пајтон сум бил однесен во манастирот Свети Меркурий, во селото Барешани, каде сум крстен. Првите 2 години од моето образование ги завршив во грчко училиште, а потоа учев во тогашното екзархиско училиште во Баир Мало и во Централното екзархиско училиште. Во 1891 година се запишувам во Битолската екзархиска гимназија се до 1894, каде завршувам 3 клас гимназија, но решавам да го прекинам образованието и да започнам со учителска дејност. Од 1894 до 1896 работам како учител во селата Дедебалци, Стрежево и Радобар, а подоцна сум испратен како учител во Кичевската област. Додека обавувам учителска работа, заедно со мојот брат Ицо се приклучивме кон Македонската револуционерна организација, а истото го прават и моите 2 сестри
кои за потребите на организацијата шијат знамиња. Во 1901 се приклучувам на четата на Никола Русински, а истата година сум избран и за секретар на Битолскиот окружен комитет. Желбата за слобода, желбата за автономија на Македонија ми даваат сила да го повлечам револверот и да го убијам баш Чаушот и неколку османлиски запти кои дојде на мојата врата. По овој настан заминувам во илегала, формирам своја чета, ги организирам сите востанички активности во сите села во Битола, Поречието и Прилепско. Раководам со сите организирани акции и го организирам населението. Во 1903 испратен сум во Смилево да учествувам на Смилевскиот конгрес како представник под Битолскиот револуционерен округ и по одлуката за кревање на востание, оттаму заминувам во Пелистерскиот реон кој ми е доделен за организирање на востание. Таму организирам набавка на оружје, изградба на складови за храна и муниција, обучувам борци за ракување со оружје, ги раководам сите канали за поврзување со главниот штаб. На самиот ден на почетокот на Илинденското востание, заедно со мојата чета од 273 комите, го напаѓам селото Доленци, учествувам во судири кај селата Ѓавато и Слоештица и заедно со Даме Груев раководам во сите востанички акции во Битолскиот револуционерен округ. По завршувањето на востанието, продолжувам да делувам во илегала и активно се борам против српската и бугарската пропаганда. Пролет 1906 заедно со мојата чета од страна на Петар Лигушев, тогашниот раководител на Битолскиот револуционерен округ, сум испратен во Мариево да се справам со грчките андарти и со една српска чета која се стационирала во тој реон. Информациите кои биле испратени до мене од страна на организацијата дека во Мариовскиот реон е сконцентрирана голема османлиска војска, не стигнуваат до мене поради одредени несогласувања со Лигушев. Кога на пат кон селото Грумази, заедно со мојата чета поминуваме покрај чукарите, јас догледувам многобројната османлиска војска. Нема предавање, си велам самиот на себе. Пошто решаваме да се повлечеме кај манастирот на целото Паралово. Моите 22 комити се со мене, нивните погледи се преплашени, но срцето желно за одмазда. Битката започнува, насекаде околу нас викотници, лелеци, крвави тела, кои го земаат следниот стив. И наеднаш чувствувам како ладниот куршум минува низ моето тело. Спомените минуваат како на лента. Рацете повеќе не може да ја носат тежината на револверот. Полека ги затворам очите. Тоа е крајот. Знам.
Jaz ne sam samo revolucioner i borec. Jaz ne sam samo učitelj. Jaz sam glasnik na Slobodac. Секоја буква, која со моја помош ја учат моите ученици, е чекор кон ослободување од незнанието. А секој збор што го кажувам е како оружје против неправдата. Учителю, зарем книгата е посебно од пушката? Книгата е како план. Ако иначе ја запалиш, не може да го. Пушката може да биде човек, но зборот живее вечно. Ќе ве следим, учителю. Клучи, ќе се борим. Ја чуваме слобода.
gitarom, solfederom, Mariom, Mariom, Leo, Leo, tip, 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 Leo, Leo, tak, 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 1, 2, 3, ma, baš, baš ti. Da li знаете што ќе правиме денес, другарчина? Што? Денес ќе правиме временска капсула. Што е тоа временска капсула? Временска капсула е, ќе земиме ливчина и во ливчината ќе напишеме што сакаме да бидеме кога ќе порасне. И потоа ќе ги ставиме сите ливчина во оваа кутија. Откако ќе ги ставиме ливчината, оваа кутија ќе ја закопаме во дупката што откопавме. А потоа ќе ја закопаме дупката. И во 9-то деление, кога ќе откопаме дупката, ќе ги отвориме ливчината. И ќе видиме дали нашето мислење се сменило. Важи! Важи! Јупи! Еве го моето. Еве го моето. Оваа временска капсула ќе патува следните 4 години. Dajte mi muzika, podigno je
Ajde, uge, fokus, imamo ще nekoliko dena. Do patroli od praznik treba da ti izvežbame sjećo. Peta seti neku mi majmu. Novaka se zagreba, profi akteri, prescena prava, paja. Ке направиш паяно тези, како не се прešpetnjač. Dobro de sjače se, no da znajte дека sam ja svesna na patranu. Nedozvoljivo, zato stara disciplina. Jaz doma ne preteknem pred ogledalom za reflektor. Jaz, pred križde, som inspiracija. Ej, samo zapostiram. Hashtag drama Karevi, hashtag Ivana Cena. O Bože, ke treba čuda da napravam so vas. Ajde сега, ке počneme so scena. Na čas po makedonsku. Marija, ti si nastavnička ostanatite s učenici. Dobar den, učenici. Dobra večer, nastavničke. Počneme s diktat, moram izvaditi knjigu. Nastavničke, možemo prozornicu, davno mi se zaduši. Ne može napraviti ki mi odletati iz vrata. Zapišuvajte. Na vrh planinata. Na vrh, ureko, pise, planinata, da. Nastavničke, ne zaboravim tedratkata. Baka, na što ke pišuvaš? Na Vera, Nadeš i Ljubo. Nastavničke, možete kada zbočat, ti upišat na chat GPT, to je znaje se. Nastavničke, te prvi prepišuva. Ne prepišu vam, samo ja sledam akterski, zašto ti si mi inspiracija. Tišina ne nova. Продължуваме. На vrh planinata стоеше стара колиба. I mirisаше na kifli. Това беше интересно, но moram da priznam, публиката ги плаче от смея. Почитувана директорке, најпрви ви благодариме за вашата целосна посветеност, не само во воспитно-образовниот процес, туку за целокупниот придонес и вашето водство во нашите креативни и културно-забавни активности во текот на целата училишна година. Повелете да ги поделиме дипломите и пофалниците за најистакнатите ученици, училишните конкурси и други активности и манифестации. Благодарам за се што подготвивте вечерва. Вечерва е посветена на училиштето, децата, учениците, нивната, но и нашата заедничка светла иднина. Во таа иднина веруваме и денес, кога со особена чест го поканувам првенецот на генерација, ученичката која во текот на своето основно образование остави силен печат и труд, вредности трајни за кои вреди да се аплаудира. Ја поканувам ученичката Линет Шакирова да се појави. Упатувам искрени честитки до двете деветоделенки кои покажаа континуиран одличен успех низ сите учебни години, и тоа се ученичката Сандра Емпловска и Шуприја Кенанова.
Третата награда ја добива делат двајца ученици. Третата награда оди во раците на Мила Ристевска и Драган Петровски. Мила Ристевска и Драган Петровски. Втора награда за Незирета Ирова од 601 одделение. Шубрија Кенанова, како што рековме и како што ја наградивме уште еднаш, таа докажува зошто го имате континуиран успех. Победи, честитки и уште многу награди. Од минатата година имаме една нова традиција да доделуваме награди и пофалници, односно да пофалуваме и наставници и меѓутоа. Но чекајте малку сега да ги доделиме наградите за прво за учениците од Република. Учениците од Републикиот конкурс кои преку боја и форма го изразија духот на училиштето. Третата награда припадна на Филис Елмазова, доколку е тука, ако не е назад некаде, може да се дојди. Втора награда добива на Езира Петрова, незиниот талент. И првата награда е уште еднаш на Шубрија Кенанова. Како и да е, како што реков, од минатата година имаме една нова традиција, доделуваме пофалници за тројца наставници, за нивниот вложен учителски труд и посветеност. Тоа го правиме заради нивната посветеност кој преку меѓународни проекти го направија нашето училиште видливо надвор од границите на државата. Се пофалува Јановска Јасмина, специјален едукатор и рехабилитатор, бидејќи во изминатите 3 години преку работеше на подобрување на условите за работа, преку проектот и инклузија на деца со посебни образовни потреби, во реализација на Сдруженијето Отворете ги прозорците, финансиран од Фондацијата Песталоци. Освен тоа, даваме и благодарница на Сдруженијето Отворете ги прозорците. Се похвалува Василевска Лилјана, наставник по математика, која 5 години го представува училиштето во американска реализација Македонија School Project, преку која се обезбедени значителни средства за осовременување на воспитно-образовниот процес. Ве молам аплауз, вака се. Се пофалува Крајчевска Сонја, одделенски наставник, која со својата педагошка дарба и
проекти и активности кои ја поттикна вклученоста на родителите како најважна алка од триаголникот за успешно образование. Незините идеи станаа реалност благодарение на нашите долгогодишни соработници од невладината организација Handel од Шведски. Организации кои несебично ја поддржуваат нашата работа и напредокот на учениците. Се разбира Општина Битола, Macedonian School Project, Handel Fund, Сопоток Битола, Фундација Песталоци, Сдружение Ромска звезда, Сдружение Сумнал, Сдружение Ромско јато, Smart Digital Lab, Река Рада Битола, Волк Фелиција, ФОД Битола, ЈП Стрежево, Народен театар, Црвен крст, Сдружение на пензионери Битола, Rotary Club Bitola, Cosmic Development и Rhino Entertainment. Да не заборавам уште некој, има многу други. Секако благодарност до сите родители кои ни помагаат. Ети вечерва имаме родители, доброволци, волонтери. Имаме волонтери родители во секакви акции во училиштето и на тоа сме неизмерно благодарни. Вашата доверба и партнерство е доказ дека кога заедно вложуваме во образованието, создаваме иднина со вредности, соработка и надеж. Благодариме што сте со нас. Конечно, со длабока благодарност и почит доделуваме благодарница на нашата колешка Карапетковска Пена, која по 4 децении преданост својата професионална кариера ја завршува токму тука во училиштето што го нарекува свој втор дом. Очакувам сите да сте наставници како неа.
да,